Благодарам, председателе, почитувани колеги пратеници. Денес пратеничката група на СДСМ и коалиционите партнери предлагаат закон за изменување на Законот за регистрирање на готовински плаќања. Ова законско решение или основната цел на ова законско решение кое што го предлагаме е да промениме или измениме еден исклучително лош закон за регистрирање на готовински плаќања кој што е во сила во Република Македонија. Конкретно, измените кои што ги даваме, и мене ми е многу жал што голем дел на пратеници од страна на парламентарното мнозинство, конкретно од ВМРО, ДПМН и ДУИ, воопшто на комисијата која што се водеше за буџет и финансирање и законодавно-правната комисија, не дадоа аргументи зошто овој закон треба да биде отворен, односно зошто тие го одбиваат прифаќањето на овој закон. Имајќи во предвид она што владата на Република Македонија пред 2 години, односно пред одржувањето на воредните парламентарни избори, го даде како ветување, а тоа е дека најголем дел од казните во Република Македонија, или поточно 160 закони во Република Македонија ќе бидат променети и ќе дојде до 50% ублажување на нивните казни. За жал, во една од изјавите која што ги даде вице-премиерот Пешевски, кажа дека тоа за жал нема да се случи. Како што кажав, основната цел е да го промениме и измениме овој закон и затоа ние предлагаме да со предложениот член 1 да се измени членот 20а, каде што се предвидува мерката забрана за вршење дејност во деловната просторија да биде заменета со опомена. Исто така предлагаме во мерката која што се определува за затворање на деловната просторија од 30 дена да биде заменета со опомена, исто така да биде заменета мерката која што се предлага затворање на деловната просторија во рок од 15 дена, а тоа е, значи, исто така да биде заменета со опомена. Исто така во членот 2 се предлага да се измене членот 23 и се предвидува намалување на предвидените глоби, и тоа од 2.500 евра на 1000 евра за правното лице, од 750 евра на 500 евра за одговорното лице во правното лице и за глобите за физичките лица да се намалат од 750 на 300 евра. Ние сметаме дека во оваа ситуација, кога и самата влада признава дека светската криза и европската должничка криза е длабоко навлезена во Република Македонија и во голема мера е донесена во прашање ликвидноста на фирмите и компаниите во Република Македонија, ние сметаме дека една од мерките која што владата треба и може да ја превземе е да голем дел на овие казни намали. Како што кажав претходно, владата претходно ветила дека во 160 закони, тоа значи го имаме и како изјава на вице-премиерот Пешевски, во 160 закони ќе се направат измена каде што најголем дел од овие ригорозни казни кои што ги има внесено владата на Република Македонија ќе бидат нормално намалени. Меѓутоа, за жал, после одржувањето на предвремените парламентарни избори, владата на Република Македонија до ова собрание достави предлог не за намалување на казните, туку драстично нивно зголемување. Ова мерка која што СДСМ денес ја нуди е иста таква мерка која што нормално владата ја направи во 2008-2009 година и тогаш ни образложуваше дека голем дел на фирмите и компаниите за да платат данок, за да можат да ги платат дури и казните и глобите кои што им се изрекуваат, нормално е тие да работат. Меѓутоа, тоа не се случи, така да остана она што владата за жал го ветуваше, не го исполни по парламентарните избори, а тоа е драстично намалување на овие казни. Морам да кажам една работа, бидејќи станува збор за закон кој што беше во пакетот на мерки кој што владата на СДСМ го предлагаше уште во март месец и голем дел на прилепските фирми и дуќанчи кои што функционираат во Прилеп го изразија својот гнев и револт пред 2 месеци, кога, морам да признам, масовно беа излезени на протести, каде што го изразија својот револт заради сите оние хајки и селективни пристапи кои што ги имаа и инспекторите и управата за јавни приходи во делот на нивното санкционирање. Што се случи именно? Значи, во ниеден момент се нема одговор нити од владата, нити од оние луѓе кои што нормално функционираат. Како и на кој начин малостопанствениците или фирмите, односно дуќанџиите кои што малските дуќанчина, кои што на одреден начин издаваат роба на вересија, на кој начин таа да биде регулирана. Може ли да замислите доколку таа вересија не се дава, како би изгледала социјалната положба во Република Македонија? Дали некој си се прашал што ако, и то зборуваме за вересија за основните прехранбени продукти, зборуваме за вересија на млеко, зборуваме за вересија на леб, сега доаѓа почетокот на школската година, каде што еден куп
работи, нормално родителите за своите деца ги земаат за да ги пратат на училиште на вересија, на кој начин тоа малостопанствениците и дуќанџиите би го решиле? Дали некој се запрашал за оваа работа? Ако тие постапуваат и не даваат во голема мера роба на вересија, овие дел од овие ќе не можат да ги покријаат своите основни продукти, односно производи дома да ги однесат и да го нахранат своето семејство, и втората варијанта е да овие да не можат децата да ги пратат на школа. И се нема јасен одговор. Во пописите кои што инспекторите од управата за јавни приходи ги прават, најдени се точно е тетратки за вересија. Што да прават луѓето? Да не даваат на вересија роба? Ви очигледно тоа сакате вие да се случи. Што им се прави таму? Се врши попис на робата. И замислете ја која е ова катастрофална ситуација што се случува. Во попис извршен во деловна просторија. Значи, робата, севкупната роба која што имаат малостопанствениците не чини 1000 евра. Се најдува разлика од 84 денари. Се казнуваат со 3500 евра. Кој може тоа да го поднесе? Кој може да ја плати таа казна? Во мали дуќанчина се влегува со полиција и со инспектори од управата за јавни приходи како да се апсат најголемите криминалци во Мексико или во Колумбија. Што треба да прават луѓето таму? За 84 денари. Значи има банални. Јас не носам тука, меѓутоа можеме некоја прилика да донесам записници и решенија донесени од страна каде што се утврдени неправилности. Точно е, можеби некаде е утврдена неправилност, ама замислете за 50 денари. 3500 евра. Сега ако бев во село Ерековци, роба дуќанов нема 250 евра. Тие му пишуваат 3500 евра казна. Како вели јас пратениче да ја платам казнава 3500 евра? Се нема одговор. И затоа мислам дека она што ние овде го нудиме многу реално. Владата прво го вети. Не се да само да сака, владата го вети. Владата тоа што го вети не го исполнува. Лажи, во суштина. Сакам уште неколку примери да земам. Инспекторите влегуваат во деловните простории. Замислете, му се закануваат на малостопанствениците, немој да сте поднесле жалба. Ова ви го гарантирам. Луѓето се спремни на една надзорна расправа од наредните да изгледат и да сведочат, да го кажат тоа. Што им се случува нив? Јас знам дека вие ќе смените темата и ќе кажете дека владава и намалила даноците, така барем некои од аргументите ги слушавме на комисија, меѓутоа е срамно тоа да се случува. Немој да сте поднесле жалба. 2 дуќани има човек во старата градска чаршија во Прилеп, во еден ден во 15 минути изречени му се 6500 евра. На друг дуќан 65.000 евра. Кумулативни казни по разноразни основи. Трафика, за цигари продавање. Колку трафики во Република Македонија цигари продаваат, баш овај го нашли и него го казниле 6600 евра. Влада води една силна рекламна политика и вели осмели се. Еве има тука и пратеници од Ресен, тие може да кажат. По 3000 евра им доделува за луѓе кои што треба да вработат, нови луѓе. 2 недели, 3 не поминуваат, иде инспекција, 4000 евра ги казнува. И тие што му ги дале, му ги земаат. И затоа мислам дека најчестиот одговор на дуќанџиите кои што го даваат и на оние луѓе кои што работат со мали и средни фирми е што им го велат на инспекторите. Ела, влезете вие, држете го дуќанот. Да видите дали може да издржите со овие давачки и со овие казни и глоби кои што ги има во Република Македонија. Тоа се случува и вие велите не. Мислењето владата која што ми го доставила тука и нас ни го доставила на сите, вели ќе се направи селекција. На плаќајќи и не плаќајќи. Нема врска, апсолутно. Вие предложете го закон, предложите нов закон. Во ова собрание стои една иницијатива и ќе стои. Затоа што Сдруженијето од Прилеп чека пратениците на ВМРО ДПМН и на ДУИ да го подпишат. Не од СДСМ. Оти ќе кажете вие, да, овие сте се пазареле со нив. Не, во 2 месеци стои во собрание и чекаме и тие се надеваат. Јас му кажав пред 2 месеци дека не треба да се надеваат, затоа што нема да собери никој храброст и да го подпиши тоа барање. 2 месеци стои иницијатива за измена на законот за даночна постапка. Во Министерството за финансии велат да го разгледуваме, тука е, ќе биде, 2 месеци се поминат. Нека им кажат, барем да се не се надеваат. Или нека ни кажат, нас ние ќе го подпишеме и ќе го поднесеме. Владата вели во мислењето кое што ни го дава, имајќи го предвид горе наведеното, се укажува дека доколку се дозволи на одредени даночни обвртници да бидат опоменати, ќе се направи селекција. Значи, вие вели,
за сторениот прекршок и отстранување на констатирани неправилности во одреден рок би вовеле одредби со кои ќе доведеме во неравноправна положба. Во која неравноправна положба? Во неравноправна положба која што цело време ја има. Зошто не направивте категоризација на фирмите во делот на глоби? Може една фирма со 20 вработени и една фирма со 300 исто да биде санкционирана. Друга работа која што сакам јасно и гласно да ја кажем, отворете го Законот за инспекцијски надзор. Во членот 25 многу јасно стои како треба да постапуваат инспекторите. Ама кога се носеше тој закон во минатиот состав, овде министрите од Министерството за економија не убедуваја дека кога ќе се донесе овој закон, од 1.1. заклучно ланската година, ќе има координиран тим, координативно тело, со кое што ќе бидат координирани инспекторите и од пазарната инспекција, и од трудовата инспекција, и од санитарната, и од управата за јавни приходи. Дека тие ќе имаат назначен координатор, дека нивно ќе биде координирано. Меѓутоа, нивниот настап ќе биде координиран. Меѓутоа, што се случи? Се случи да само го пишеме, уствари го пишете вие членот 25, го изгласате овде, за на крајот тој член никогаш да не се почитува. А тој е многу јасен. Вели, во делот на членот 25, вика, во согласно со закон заради отстранување на одредени неправилности, инспекторот има право и обврска на субјектот на надзорот да му укаже на утврдените неправилности и да определи рок за нивно отстранување. Да му нареди да превземе соодветни мерки и активности во рок во кој што ќе го определи инспекторот. Кој инспектор ова го почитува? Власта ги натера инспекторите да одат да хараат по фирмите и на норма да носат казни, а не да опоменат некого и по 3 дена. Јас тврдам дека секој оној приватник кој што ќе биде опоменет, дека во рок од 3 дена треба да ги отстрани овие неправилности, тоа ќе го направи. Затоа што знае дека ќе следува соодветна казна. И нема да се дрзне такви работи да прави. А не да зборуваме тука за дека немало да се почитува. Зошто го носевме Законот за инспекцијски надзор? Дали кај координативно тело функционира, некој знае да каже за оваа работа? Зошто владата во мислењето кое што ни го испраќа нас на пратениците тоа не го кажува? Тоа го кажува дека ќе се намалела финансиската дисциплина. Не, никој не е да се намали финансиската дисциплина. Никој не е да не се плаќаат глоби, казни и даноци. Меѓутоа не може нешто кое што објективно не може да се плати, ние да ги тераме упорно. Едно логично прашање да си поставиме. Зошто од 2006 година олку стечајни постапки во Република Македонија се направени? Што мислите вие? Само ради една единствена причина. Не можат луѓето да ги платат тие казни. 22.000 евро ланската година предвидовте казна за лице невработено. Јас разбирам дека тоа е голем прекршок. Меѓутоа 22.000 евра никој во оваа држава нема да плати за таков прекршок. Зборувам за малите и средните фирми. Ајде, може би некои од големите компании каде што има врзано имот на нивната фирма и ќе мора тоа да го направи. И затоа мислам дека ако правиме нешто со кое што сакаме да излеземе пред гласачите и да кажеме да, ова на крај крајва во изборната програма на ВМРО-ДПМН и беше ветено дека таква работа ќе има. И вие што направивте? Поминаа 6 месеци од изборот на новото парламентарно мнозинство и овој закон наместо да се намалат казните се зголеми. Безброј примери во Република Македонија има во различни градови. Нормално јас кажав, доаѓам од Прилеп и нормално е да она што и од изборната единица 4, она што во суѓестија која што ми ја даваат, бидејќи тие од Сдруженијето на приватни стопанственици си имаат тука и барање донесено во ова собрание, за жал никој веројатно го нема ни погледнато, не камо ли да го подпишува, распределено е од страна на председателот до сите пратеници, така да тие очекуваат дека некој од парламентарното мнозинство, затоа што знаат ако некој од опозицијата го подпише, дека тој закон нема да помине во ова собрание. И постојано се јавуваат и прашуваат докаде работа. Еве, затоа ние од СДСМ денеска на оваа седница предлагаме закон за измена на Законот за готовински плаќања. По она што го видов на комисиите, очигледно е дека ќе биде одбиен, меѓутоа би сакал во една дебата да гласачите видат за што конкретно се работи. Дали ова што го предлагаме ние е популизам или вие ова што не сакате сега да го изгласате е што? И затоа уште еднаш сакам, бидејќи на комисиското гласавте против, да размислите во текот на денешната дебата и да се премислите и да гласате за ова законско решение. Благодарам.